Поранешниот американски амбасадор во НАТО и извршен директор на институтот Меккейн за Гласот на Америка коментира дека бенефициите се далекосежни од членството во НАТО. First off, Macedonia will be reinforcing its statehood. Најпрво Македонија ја зајакнува државноста. Членството ги штити границите во рамките на НАТО. Македонија повеќе не треба да стравува за безбедноста, зашто станува дел од заедничкиот одбранен сојуз. Дополнително, членството значи охрабрување за странските инвеститори, зашто се отстрануваат ризиците за конфликт. Процесот за членство е долг, објаснува поранешниот амбасадор. Сите земји треба да го ратификуваат протоколот. Во САД треба да се одржат распити во Сенатот и да се гласа со двотретинско мнозинство. Во кој временски интервал би се ратификувал протоколот во Сенатот? Likely, I'd say within this year. Најверојатно до крајот на годината. Бев инволвиран во претходни процеси на ратификации и тие сега се скусени. Полска, Чешка и Унгарија беа поканети да станат членки во 1997-та и беа примени во 1999-та. Во 2002-та имаше нови покани, а земјите станаа членки во 2004-та. За Хрватска и Албанија процесот беше покус и очекувам тоа да биде случај и со Македонија. За пораката од НАТО до останатите во регионот, Вокер вели. If you think back to where we were in the 90s. Ако се погледне ситуацијата во 90-тите, имаше војна во Босна, во Косово, подебна српскиот национализам и режимот на Милошевиќ. Ниту една земја во регионот не беше членка на НАТО. Денес има силен процес на демократизација и стабилизација на Балканот. Хрватска и Албанија се членки на НАТО. Македонија е на пат и полека се затвораат отворените предизвици. Амбасадорот Волкер изрази надеж дека актуелните преговори меѓу Србија и Косово ќе резултираат со напредок во отстранување на напнатоста, но и проблемите во Босна и Херцеговина ќе станат изолирани и решливи.